Статусот на објектот на Сдруженијето кое се води во сопственост на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, користењето на владините бенефиции, обезбедување превоз на пензионери за специјалистички прегледи, континуирана здравствена заштита на пензионерите од руралните средини, се само дел од задачите кои Сдруженијето на пензионери во Виница ќе ги решава и предстојната година. Со повеќе забелешки и сугестии беа усвоени завршните сметки за 2015, но со амбициозна најава за зголемен буџет во 2016, речиси 100.000 денари повеќе од чланарина, со што ќе се овозможи поголема поддршка на ограноците, тоа селските клубови. Ние имаме посебен клуб за жени, а посебен е клубот за мажи. Кај жените повеќе се дружат за договор за екскурзии што организираме. Имаме поддршка тука од Сдруженијето на пензионери од Виница. Пензионерите од Истокот најмногу го користат бесплатното бањско лекување, додека останатите бенефиции не се лесно достапни за нив. Сме информирани, ако не се некои жени информирани, јас ги информирам. Меѓутоа досега бањско лекување искористуваат. Викендот не. Мислам дека дури и за викендот и не конкурираат. Малку сме запоставени ние здруженијата, поготово од Исток. Ние мораме да одеме во автобус и да ми кажат тамо дека ако не си ја платеш картата, дека ќе платеш казна. Петок и вторник са бенефицирани денови. Помалите здруженија не учествуваат како Сдруженијето во Скопје. Во Виница има 2400 пензионери и еден добар дел од нив се активно вклучени во сите културни и спортски манифестации кои се одржуваат на регионално и републичко ниво.